Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добро дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што можете да видите по насловот на ово видео, ова е Q&A 2 или прашање и одговори 2. Направив прашање и одговори на почетокот кога почнав да снимам видеа на македонски и сега како апдейт може да се каже Q&A 2. Па да не одолговлекувам многу со најавата, не заборавајте да оставите лайк на ова видео и доколку се уште не сте сабскрайбнати на мојот YouTube канал, не заборавајте да го направите со кликање на копчето subscribe доле. Па ајде да почнеме. Се повлеков на оваа страна за на оваа страна да ги гледате прашањата. Првото прашање, кога следната тетоважа? Планирав следната тетоважа да ми биде на крај на август, но не знам зашто не ја направив, па се мислам крај на септември. Потоа следно прашање, најлуда случка. Мислам дека најлуда случка беше лани, кога скокавме од Браната на Велјашко езеро, пријавме до половина езеро до Бандерата, па скокавме од Бандерата, па назад до Романтик. Третото прашање, најубав период од животот. Мислам дека најубав период ми беше сега, за време на карантините, за време на полицискиот час. Јас сум интроверт човек, па ми се допаѓаше тоа што требаше дома да седиме. Потоа, каде се запише на факултет, се запишав на Финки. Потоа, дали би снимал некое влогче, така да видиме нешто поразлично. Па, претходната недела имаше влог и се надевам дека ќе продолжам да снимам од тие видови на влогови, но овој пат и вака да седнам да зборувам во тоа видео. Така да дефинитивно ќе има повеќе влогови. Потоа следно прашање, која книга ја прочитав последна? Прва и последна книга што ја прочитав беше Робинзон Крусо во 8 мислам дека. Не сум љубител на читање книги, никогаш не сум читал книги, па Робинзон Крусо не знам зошто ја прочитав, интересна беше дефинитивно. И убаво ми беше дека читав таа книга, но немам навика да читам книги. Следното прашање, како да почнам на YouTube? Па, за да почнеш на YouTube, не како што велат сите, зимаш телефон, снимаш и готово. Треба да имаш добар компјутер за едитирање видеа или пак добар телефон со добра камера за снимање и за едитирање на видеа. Јас на пример ги снимам на телефон, ги едитирам на компјутери, правам тамнейлови на компјутер и ги аплоднувам од компјутер. Не знам како оди тоа од телефон, мислам дека е потешко. Така да не е се како што велат сите, телефон снимај готово, чао, пријатно. Следното прашање, од кај знам толку англиски? Па цртање. И исто така толку години снимање на англиски, секако дека ќе се подобрам. Следното прашање, дали некогаш сум чувал куче? Не сум чувал никогаш куче. Поточно може да се каже као половично имам чувано куче, бидејќи кога одиме кај баба ми има куче и таму го чуваме тоа куче. Десетото прашање, дали имам положено за кола? Да, положив на 28 февруари оваа година, пред корона, пред се тоа. Па имам среќа што не требаше да се влечам до мај, до јуни, не знам до кога имаше забрана за полагање. Следното прашање, ќе снимам ли пак Twelve Days of Челико? Ако снимам, дали пак ќе биде на англиски? Најверојатно дека ќе снимам Twelve Days of Челико и оваа година, но дали ќе биде на англиски не сум размислил, бидејќи иако го снимав на англиски, имаше доле вака subtitles или превод и го имаше на англиски и на македонски, па не знам што беше толку проблемот, но мислам дека оваа година ќе биде на македонски, но не е се сигурно. Следното прашање е зошто го сменив името на YouTube. Значи бев Stef TV Strips, сега сум Челико, па кога држава може да се смени име зашто не се шал. Па не ми се допаѓаше. И тој период игравме многу Counter, па на сестра ми текна ова име Челико или Снешко. Па го смени. Следното прашање е многу controversial прашање, дали ја поддржувам LGBT плюс минус точка за заедницата. Па мислам дека секој си има право да живее како сака, со кого сака и што сака да прави, па ќе поддржувам. Следното прашање е дали ќе одам на факултет, како што кажав на претходното, ќе одам на Финки. 15-тото прашање со што снимам со телефон Samsung Galaxy A7 2018. Потоа омилен јутубер. Во последно време не гледам многу видеа на YouTube, повеќе седам на Netflix, гледам серии, но знам дека Ice Cupcake голема инспирација за да почнам YouTube канал. И во последно време ги гледам Yes Theory, многу ми се интересни, па би кажал Yes Theory. Следното прашање, одиш ли на работа? Не одам, седам дома. Корона владее. Потоа наредно прашање, омилена песна, па во последно време многу ја слушам Слободно ме рани од Едита и Хавај од Малума, па едно од тие две. Celebrity Crush, машко и женско. Имам одговорено на прашање во Twelve Days of Челико, женско Ариана Гранде, машко Малума. И последното прашање за ова видео, можам ли да видам последно прашање? Не може. Сега што правиме? Па се надам дека ви се допадна ово видео, ако ви се допадна не заборавајте да оставите лайк, дека шернете ова видео со вашите пријатели и се гледаме во наредното видео. Чао!